Сличен потенцијал, целосно различна реалност. Што е тоа што го знаат словинците, а ние изгледа дека упорно го игнорираме? Одговорите на овие прашања ќе ги барам на две места. Почнувам од тука, од Демир Капија. Ова нема да биде само една обична прошетка, ова ќе биде една лекција за тоа како народ и како држава можеме многу подобро. Ќе ги анализираме маните, но и предностите. Ние во Македонија многу често кога сакаме да се споредуваме со други држави кои што ги посочуваме како пример на уреденост, многу често ја споменуваме Словенија. Меѓутоа денеска ајде да отидеме малце во внатрешноста на Словенија, да земеме едно мало градче со околу 2-3 жители, такво е да речеме на Шоштан, кој се наоѓа да речеме едно 40 на 30 км воздушна линија од Австрија, со 2.500 жители во самото мало градче и да го споредиме со Пехчево, можеме со Демир Капи или со Демир Хисар, и да видиме како изгледаат овие градчиња тука, а како тие во Македонија. Не може да се споредуваат, различни се. Јас лично нашите градови секако ги преферирам во секој контекст. Меѓутоа можеме да земеме некои позитивни примери за тие работи како што се тука направени и можеби да ги искористиме и кај нас. Демир Капија, позната како железната порта, се наоѓа на најтесната клисура на Вардар, а често и е најтоплото место во Македонија. Жители има речиси идентично како Шоштан. Ова е една од главните улици по кои се доаѓа до централната пешачка патека на Демир Капија. Прво што забележуваме дека најголем дел дуќаните во централното градско подрачје се затворени или напуштени. За жал, партерното уредување и хигиената е како во повеќе места во државата. Не е добра. Ова дрво црен орев е уште од турско и заради тоа има стајана табла, меѓутоа некој решил дека таа му смета и дека може да ја искине. Тоа што многу ме радува е што исто како и во Словенија, на главната пешачка патека, државното знаме е секаде поставено. Еве како изгледат дел од фасадите во Демир Капија, во централното градско подрачје. Меѓутоа, што може да научиме од словенците? Ајде сега одиме 1000 километри северно од Демир Капија. Ова е улицата на самиот влез на градот и сега ќе тргнеме кон централниот дел. Значи првен да го видиме централното градско подрачје. Тоа што искрено прво забележуваме, е за разлика од југот кај нас во Македонија, тука малце имат снимано луѓе, така што се изгледа попразно, меѓутоа можеби на раат ќе може да снимаме поради тоа. Значи вака, коцките и уреденоста. Тоа што е забележително е што нема меѓу овие коцки бетонски што е подлогата нема песок како најчесто кај нас, туку тоа е бетонирано и ова е еднаш направено за секогаш. Еве ги местата каде што се засадени дрвата, навистина изгледаат многу уредно. И гледате овие убави сакси со цвеќе, поставени да се разубави практично просторот. Навистина мала инвестиција, но многу убаво делува. Еве дрвата како се обележени, навистина многу едноставно и многу убаво, за жалова ние не го гледаме кај нас. На многу места има вакви дефибрилатори, не дај Боже да не му затреба на некој. Околните објекти, речиси сите фасади се уредени и тука компромис нема. Вакви убави стари зградички или куќички има и во Битола, дори во Битола ми се поубави да ви кажам, ама тука нема со неонки продавници за баклава, нема коцкарници, нема брзи кредити, светлички реклами. Тоа е казниво со закон тука такво нешто да направи. Тоа што е многу исто карактеристично е што гледате тука рекламни паноа и билборди практично и да нема. Сосема ми јасно дека не можам така едноставно да ги споредам, имајќи го предвид дека се работи за згради изградени во сосема различен стил. Меѓутоа тука зборуваме за тоа како се одржуваат и како се чуваат зградите. Тоа е тоа што може да го научиме. Не смееме да дозволуваме барем во центрите на нашите градови да имаме објекти со изљупени фасади. Демир Капи има центар за вмрежување на туризмот. Прилично обновена зграда се гледа, меѓутоа видете како изгледа после неколку години претпоставам од кога е обновена. Со пари на Европската унија направено, меѓутоа денеска очигледно е затворено и не работи повеќе. Пејажините не му сведочат за тоа дека никој не се грижи за овој објект.
Ајде да видиме како во Шоштан се грижат за сличните објекти. Ова е објектот на градската галерија. Такви табли има на многу места, односно дека е направено или обновено со пари од кохезиските фондови на Европската унија. И покрај тоа што се работи за навистина еден мал град, ги има сите објекти што им се потребни на граѓаните. Од култура до здравство до едукација. Компарација на најважните општински објекти. Број 1. Зграда на општината. Демир капија. Ова е објектот на општината, очигледно обновен пред неколку години, меѓутоа како? И обновувале фасадата, меѓутоа не мора баш до доле да биде направена. На предната страна на главните прозори залепено нешто, добри вака, не мора да го вадиме. Главната врата со нешто излепена. Не мора да се чисти, окей. Жардинјерите со исушено цвеќе, привремени пепелјари. Няма потреба што се замарава. Навистина соодветно место за контейнер до општинската зграда. Ајде сега идеме во Словенија да видиме како изгледа општинската зграда. Ова пред мене е објектот на општината. Еден обична социјалистичка зграда, меѓутоа многу уредена, направени едни убави скали, претходно кај што ќе можат луѓето да си седат, да си одмараат, дрва убаво засадени. Не знам, толку е се питомо и толку е се едноставно, ништо скапо, ништо луксузно, но едноставно убаво, што мене овие работи навистина ме фасцинираат. Еве тука се наоѓаат многу и други друштва, не знам, друштво на пчелари, на политички партии и така натаму, се во еден објект сместено. Еве го влезот, еве една убава табла, луѓе како треба да изгледат таблите на државните објекти. Тоа што навистина ме фасцинира тука и од многу други европски земји е односот кон државното знаме и покрај тоа што словенците не се оспорувани од никој за разлика од нас, тие и како многу обрнуваат внимание на своите државни символи. На сите бандери имат словенечко знаме. И тука компромис нема. Каде и да погледнете, сегде има словенечки знамења поставено. Нови, уредни, чисти знамења поставени секаде. За хигиената претпоставам не треба ништо да ви кажувам, тука ѓубре или полни контейнери или такво нешто е мисловна именка. Овие луѓе не ја живеат таа реалност, не само што службите се многу поревностни, многу поквалитетно работат, туку тоа што навистина ме импресионира и за жал што не е случај кај нас, самите граѓани фантастично многу обрнуваат внимание на својата околина, на своите мала, на своите населби, на своите градови. Практично градче со градче, општина со општина се надпреваруваат каде е поуредно и каде е почисто. Сликите како кај нас, господин со приколица дистори ѓубре негде, тоа е навистина мисломна именка, првен ќе си го добијат самите локални жители тука, а потоа ќе си добијат на таква казна од надлежните, што мислам дека никош повеќе нема да го направи тоа. Демир капија и генерално овој регион може да се пофали навистина со богата историја, меѓутоа да видиме како се однесуваме ние кон нашето културно наследство. Демир капија може да се пофали со музеј под отворено небо, наречен лапидариум. Меѓутоа видете во каква состојба е. Археолошките предмети оставени се буквално обраснати со вегетација. Ова никој не го одржува, а ова е нешто дефинитивно со кое што може да се пофалиме. Објектот зад него нема да го коментирам, оставам сами да го донесете судот. Замислете како ќе беше ова да го има словенците. Да, и они имаат свој музеј во малите градчиња, да ги погледнеме. Толку мало место со 2-3 луѓе, толку многу музеи, библиотеки, културни домови, вили, галерии. Не знам никој оди тука, меѓутоа функционираат и што е најинтересно, дворовите се посредени од пола од министерствата во Македонија. Еве го влезот, еве го музеот, музеј на кожарството. Интересно. Еве како изгледа од надвор, мислам дека е затворено, меѓутоа убаво да се види кожарски музеј. Малата градска галерија, навистина симпатично.
простор, културен дом во такво мало место, овој се вика Кајухов дом, преубав објект. Обновен, без табли некакви, без реклами, преубаво изгледа. По една многу фина избетонирана патека се стигнува до објект и ова е музичко училиште, луѓе, изгледа прекрасно. И тука младите луѓе од околината доаѓаат доколку сакаат да научат да свират на некој инструмент. Погледнете колку убаво изгледа, со паркинг за точаци, со убави клупи и самото училиште, не знам за вас, мене како објект ми е преубав. Глазбена шола, а ова е тука влезаат. Нормално државно знаме и тука има мало локално музичко училиште, меѓутоа ова веќе е културен дом. Еве да видите во некој ќошиња. Знаете во Македонија многу места ќошињата не ги полними со ѓубреве, тука како изгледаат. Забаталено ќоше на музичко училиште на периферно градче на периферијата на Словенија. Се обидов малку критички да го гледам видеото, да видам, да си замислам дека сум во Скопје и како новинар кој што треба да биде коректор на општеството, да ги најдам и проблемите кои што се тука, односно некои работи кои што не се уредени. Малку тешко ми искрено да ви кажам. Тука си имаат и спортска сала. Еве како изгледа, многу убава за околу 2-3 луѓе, меѓутоа прекрасно изгледа. Секој објект, па дури еден најмал кафич, а да не зборувам за спортска сала или за вила, мора да има свој паркинг, бидејќи не може да се паркира тука на тротоари, само да прашам на 2-3 минути и така натаму и затоа има регулативи. Колку што е капацитетот на еден објект, толку да има паркинг места. И тука нема исклучок, тука нема јоцо од кадрово ми е бартучет ќе ми среди работа и кога ќе се почитуваат сите закони и правила, кога ќе имаме систем, редот сам по себе ќе си дојде. Демир Капија, градот и дом на најстарата кралска бинарија на Балканот, Вила Марија. Еве како изгледа. Веднаш до Демир Капија е Вила Марија, изградена по наредба на кралот Караѓорѓевиќ, негде во 30-тите години на минатиот век. Меѓутоа видете како изгледа денеска. Катастрофа. Наместо најубав објект во градот е оставена да пропаѓа. Замислете дека имаме ваква вила убава и дека сме ја оставиле да се претвори во ова. Заклучено и искршена. Изгледа како објект во некоја држава која што се е откажала од самата себе. Еве исто така некои стари артефакти тука се уништени, фрлени на страна, уште една влезна врата исто така уништена, а позадината може да замислите како изгледа наместо еден убав среден парк, тука ова замислите само како убав кафе-бар може да биде, ексклузивен. Меѓутоа ние одбираме вака на да не изгледаат убавите работи. Штета. Ајде повторно да видиме што можеме да научиме од словенците. И една слична ваква вила со овие димензии практично, која што се наоѓа во нашето градче за споредба, Шоштан. Ова пред мене се вика Вила Мајер, а и една, навистина еден убав објект, мислам ништо посебно меѓутоа одржуван. Овој господинов Мајер, кој што изградил оваа вила, практично е неговото живеалиште било пред околу 100 години. Бил адвокат, бил потоа и градоначалник на ова место, на Шоштан, меѓутоа граѓаните толку многу го засакале бидејќи прв што им направил водовод, така што неговиот дом, гледате колку убаво зачува и денеска представува една галерија. Преубаво. Еве самиот двор како е одржуван. Ѓубре тука, мислам именка е. Со убави едни патеки. Се изгледа многу убаво. Еве вилата од задната страна, дури поуредена него на напред. Еве тука вода. Еве некоја скулптура. Еве тој што помогнал за обновата. Мене ми беше малце муаветот за колку волку е средено и чисто, кога навистина нема луѓе тука, нема никој да запрља. Меѓутоа, во овој дел од денот скоро сите се на работа, а во попладневните часови се ќе биде пораздвижено. Тука оние грозни билборди што ги имат низ сите градови ги нема и не знаете колку е се убаво кога нема такви билборди. Знаат тука дека тоа е визуелно загадување на просторот, нема да им се гледа самиот град и заради тоа е забрането практично да се става. Вака и по начин за електрични возила има сегде практично.
А може да направиме еден мал тест сега, да видиме дали ќе ни застанат возилата кои ќе треба да поминеме или ќе ни свирнат и ќе ни поминат одма. Вака селјачки ќе поминеме малку. Оп. Нема шанси да не застанат. Еве во периферните градчиња на Словенија како изгледат пешачките премини. Вакви немаме за жал ни во нашиот главен град Скопје. На многу места има вака на тротарот пеперутки нацртано. Тоа е за децата, треба само да ги следат пеперутките за да стигнат до училиштето или до градинката, ама пред се до училиште мислам дека. Сега се движам по велосипедска патека, чисто да ви покажам како изгледа и ова е мрежа каде што има и сообраќајни знаци за велосипедски патеки и практично сите градови во Словенија се поврзани со ова, така што да речеме можете од Целје до Велење да стигнете по велосипедска патека, од Шоштен до Велење, од Марибор до Целје и така натаму и така натаму. Си има дел тука и за пешаци како мене каде треба да се движат. Еве ги патчињата до околните куќи колку убаво се средени. Навистина преубаво. Овие работи ми се најаки од мала пешачка патека која ќе треба да поминеш нааму и има нели тука велосипедска патека и има пешачки премин малку. Интересно. И нашата неголема болна точка, кантите за отпадоци и контејнерите. Еве тука како изгледат кантите. За селектирање на отпад, амбалажа, пластика, био и друг мешан отпад. Ама луѓе, кај да свртите позади нив, пред нив, не знам во какви детали да влегуваме да сакаме проблем да најдеме, не можеме. Едноставно е чисто. Еве дечки катната гаража. Видете колку добро изгледа. Значи стварно е преубава. Пак ќе кажам, ова е катна гаража во едно мало периферно градче во Словенија. Дискретно се една ваква чилична мрежа, вајде чилична, не сум експерт, така ми личи, покриено се, да не се гледат толку многу возилата и да биде се многу убаво. Еве ги искалите како изгледаат за да се стигне до паркингот. Преубаво обележено, регулирано, мене навистина многу ми се допаѓа. Кажете и вие дали ова е нешто посебно што не можеме ние да го направиме или не сакаме или пак не знаеме. И повторно ќе кажам, ова не е само заради тоа што локалните комунални служби тука се поревностни, меѓутоа многу зависи од самите граѓани. Уште еднаш ќе кажам, луѓето тука се грижат едноставно за својот простор и многу им е важно дали е чисто, дали е прљаво, бидејќи под А си го сакаат градот, под Б си ја сакаат државата, под С се горди што се тие што се словенци и под 4 никогаш нема да дозволат да живеат во смет и тоа да биде сликата за нив. Пак ќе кажам, многу ми е жал ова што ќе го зборам и не е ова сега да се ситам или да викам колку сме ние вакви или такви, меѓутоа не ја живеат овие луѓе таа реалност како нас, имат сосема поинаков пристап психички, умствен, емотивен кон просторот во кој што живеат и заради тоа мислам дека треба да учиме и од нив. Дали ваквата состојба треба да не депримира и обесхрабрува? Не. Дали треба да не мотивира? Да. Мораме да најдеме нешто убаво и во ваква лошата состојба. Тоа дека конечно како народ треба да научиме дека повеќе не сме робови, дека сами одлучуваме за себе и дека не треба да чекаме некој од друг, од Брисел, од Белград или од Истанбул да одлучува за нашата судбина. Сега конечно сме свој на своето и треба да се научиме како да се однесуваме со своето и со нашите работи. До сега дел од граѓаните и политичарите и институциите покажуваат дека ние се уште го немаме изградено однесот кон своето. Треба да се разбудиме, да престанеме со психологијата на робовите и да чекаме одгоре некој да ни ги реши проблемите. Мораме заедно да станеме и да направиме Македонија елементарно пристојно место за живење.